Се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука со нас се две дами, Неда Чаловска-Димовска, автор на анализата за законодавството за родово насилство, како и Кристина Плечик, специјалистка за родова еднаквост на UNDP. Добро дојдовте во студио 10. Фала на поканата. Добро ви најдовме. Ке зборуваме за родовото насилство, за состојбите, за состојбата на легислативата, за тоа како да го намалиме, се разбира. Па да почнеме со Плечик. Вие сте специјалистка за ова во UNDP. Можете ли да ни кажете повеќе за проектот? Така е, UNDP работи долги години на родово базирано насилство, меѓутоа почнувајќи од 2023 почетокот, фокус ставивме повеќе на овој на дигитален вид на родово базирано насилство, или како што го викаме технолошки овозможено родово базирано насилство. Проектот започна, да речеме, малку поскромно, со тоа што иницијално мислевме да дадеме поддршка на МВР, кои што иницијално беа партнери на овој проект, институционална поддршка за тоа како да се справуваат со сексуално и родово базирано насилство на интернет. Меѓутоа, со тек на време увидовме дека тука има простор многу повеќе за работа, дека всушност треба да работиме и со другите институции, односно сите институции кои што се справуваат со родово базирано насилство генерално, затоа што од иницијалните сознанија кои што ги имавме, увидовме дека од овој тип на насилство најмногу се засегнати жените и девојчињата. Така што со тек на време проектот се прошири на соработка со центрите за социјална работа, со Министерството за правда исто така, со јавното обвинителство, со сервисите кои што даваат поддршка на жените жртви на родово базирано насилство и така натаму. Да споменам само дека проектот е поддржан практично од Министерството за надворешни работи на Република Кореја, малку по нетрадиционален донатор, да речеме, кој што за прв пат влегува. Не е толку ческа и така, да, во земја на оваа тема, и сме среќни што сме едни од трите земји во светот кои што првично добија поддршка за ваков тип на проект. Анализата произлезе како нужна потреба од овој проект, односно да увидиме, тоа беше прв чекор, да увидиме какви се состојбите практично, од каде треба да почнеме за да понатаму ја дадеме таа поддршка на институциите за справување со овој тип на насилство. Да, Чаловска, вие ја направивте анализата која укажува на состојбите. Па еве кажете ни, што покажа вашата анализа? Анализата имаше два дела. Првата беше анализа на законодавството и тука правевме анализа на кривичниот законник и на законот за спречување заштита од насилство врз жени и семено насилство, меѓутоа и на протоколот за соработка и колку всушност тие се усогласени со меѓународната регулатива, односно со Истанбулската конвенција, со фокус на технолошки фасилитираното родово базирано насилство. Вториот дел од анализата всушност беше во однос на капацитетите на институциите со фокус на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и капацитетите на граѓанските организации кои што исто така нели се овозможуваат сервиси, односно поддршка на жртвите на ваков тип на насилство. Законската регулатива е генерално согласена, значи со меѓународната регулатива, меѓутоа неопходни се дополнителни промени кои што се однесуваат најпрво на воведување на дефиниција на технолошки фасилитирано насилство. Зошто е волку потребно да се стави ова во законската регулатива? Заради тоа што овој тип на насилство се почесто ќе го гледаме. Впрочем, и во самата анализа, како трета алатка, направивме едно истражување, кое што иако не е на репрезентативен примерок, покажа трендови, односно покажува дека 60% од жените, особено девојчињата во нашата земја, биле жртви на технолошки фасилитирано родово базирано насилство, односно некоја од формите, и најчесто сторители се познати, меѓутоа највеќе непознати мажи и момчиња на интернет. Така што ова е на некој начин еден нов свет кој што доаѓа и за кој што ние всушност треба да бидеме подготвени и вакви документи и мапирање на состојбата се неопходни за да можеме
нели да се подготвиме за ова што доаѓа и на сите оние кои што се засегнати од ваков тип на насилство да им дадеме поддршка. Вториот аспект е дека треба да се променат неколку кривични дела кои што се однесуваат на злоупотребата на лични податоци, потоа неовластеното снимање, потоа кривични дела кои што се однесуваат и на трговијата со луѓе, за да можат на некој начин тие да го опфатат овој технолошки аспект. Генерално се неусогласени, се несовремени, можам да кажам, во однос на овој тип на насилство. И треба да ја воведеме дефиницијата, односно типот, формата на насилство, психолошко насилство. Зошто? Заради тоа што овој тип на насилство највеќе психолошки се афектира врз жртвите и највеќе го погаѓа нивниот морален интегритет наспроти другите форми на насилство кои што секако влијаат и на физичкиот интегритет. Така што генерално ова се првичните наоди во однос на законската регулатива. Позитивно е што беше вклучена во работната група и самото Министерство за правда, така што во овој период всушност се случува еден отворен процес на кривичниот законник и навистина мислиме дека овие измени ќе, барем се надеваме, ќе бидат вклучени. Да, кога зборуваме за технолошки овозможено насилство, дефиницијата е, предпоставам дека тоа зборуваме претежно за најмногу за интернет, за социјалните мрежи, сите други форми, телефони, предпоставувам. Да. GPS исто може тука да спадне. Значи секоја Зошто акцентот ставен на овој пат? Малку е, значи, по-специфична темата, нели? Не е општо родово насилство, туку токму на технолошко возможно насилство. Да, специфична е затоа што многу е логично со оглед на тоа дека се повеќе ги користиме социјалните мрежи и ние, нашата возрастна група, меѓутоа особено младите, се повеќе нашиот живот се префрла, да речеме, во виртуелниот свет. И многу е логично дека и другите феномени општествени се префрлуваат таму. Меѓутоа, важно тука да се напомене дека иницијално кога почна се зборува за тоа, нели зборувавме за насилство во дигитален простор, насилство на интернет, меѓутоа потоа се увиде дека не се само не е интернет просторот каде што се врши тоа насилство, туку секој вид на чин направен со било каква технолошко помагало, комуникацијско помагало направено, за да направи штета врз одредено лице или прави нарушување на правата на тоа лице, го сметаме за технолошки овозможено насилство и тоа е прилично широка дефиниција. Навистина тука спаѓаат многу форми, како што спомнав, дури GPS е уред со кој што може да се користи за да се врши насилство врз одредено лице. Вештачка интелигенција во однос да следите некого. Да, вештачка интелигенција исто така. Значи со вештачка интелигенција дури не можеме да претпоставиме какви се форми ќе произлезат од тоа каков вид на насилство би можело да се врши врз одредени лица, особено врз жени и врз девојчиња. Заради тоа навистина темата е комплексна и многу малку земји имаат искуство реално. Ово е нешто кое што се соочуваме сега. Впрочем, во рамки на проектот ние бевме во Кореја, во Република Кореја, каде што видовме како тие се справуваат со тоа. Навистина имаат развиен систем кој што ме од неодамна, од 2018 развиен. После еден голем случај имале со еден вид таков на технолошки овозможено насилство и веднаш после тој голем случај, кој што буквално имал огромни размери на државно ниво, воведуваат нови мерки, прават измени во законодавство и воведуваат нов систем кој што посветува огромно внимание врз заштита на жртвите и посветува исто така внимание на собирање на податоци и брзо бришење на податоците. Исто така фокус ставаат многу на избегнување на ревиктимизација на жртвите и нудење на било каква потребна услуга на жртвите. Меѓутоа, можеби тој систем не е совршен. Верувам дека и самите тие кажа дека тука има исто многу простор за усовршување, особено што овој тип на насилство излегува од рамките на една држава. Многу често е транснационален проблемот. Многу често повеќе држави се вклучени, би требало да бидат вклучени во решавање на проблемот. Самиот простор, интернет просторот е виртуелен. Значи, многу често не може да детектирате вие каде некој корисник на IP адреса, каде се наоѓа физички, под чии законодавства спаѓа и така натаму. Да, и
ние имаме такви примери, да, и во другите области, и во новинарството, често добиваме закани, ги пријавуваме тие, но често добиваме одговор дека не може да се лоцира. Тој од каде доаѓа. Сега да ја прашам, во однос на самата дефиниција, бидејќи интересно насилство, што подразбираме сега под насилство? Дали е само вербално, дали е само навреда, дали е само закана? Што се влегува во дефиниција на технолошки овозможено насилство? Технолошки овозможеното насилство навистина има многу форми, дури и самата специјална известувачка на Обединетите нации вели дека не сака ни да даде дефиниција затоа што секој ден ние гледаме нови форми на насилство кои што се како што се развива технологијата, така може да се менуваат и формите. Меѓутоа, генерално еве да речеме она што го покажа анализата која што ја правевме и анкетниот прашалник се соочуваат со сексуално вознемирување. Што опфаќа сексуалното вознемирување? Тоа може да биде на некој начин споделување на несакани ваши податоци, односно популарно кажано сайбер флеширање. Потоа може да биде злоупотреба на вашите лични податоци преку вештачката интелигенција, односно на AI. Може да биде на некој начин и одмазничка порнографија. Потоа може да биде deepfake, исто популарно да, тоа е сега најново да речем. Тоа е најново и заради тоа велиме, може да биде со конкретните членови на кривичниот законник, меѓутоа може би да се стави како посебно кривично дело. Deepfake обично е всушност или злоупотреба на ваши податоци, кои што веќе сте ги објавиле можеби на социјалните мрежи или пак сте ги испратиле во некакви социјални групи и преку вештачката интелигенција, да речеме, креирање на може да биде и порнографски материјал или пак вештачката интелигенција да го создаде вашиот изглед и преку тоа да ве стават во некакви различни Да, страшно е што можете да креирате се буквално. Се можете да креирате, можете да ги злоупотребите податоците. Ние генерално и немаме информации, не можеме ни да препознаеме вештачка интелигенција се уште. Затоа гледам дека почнува да се покренува свесноста, се даваат квизови, се даваат насоки кога да препознаваме што е реалност, што е направено преку вештачка интелигенција. Меѓутоа како и да е, кога жртви се девојчињата, замислете колку може да се уништи буквално нивниот живот за една секунда. Некој може на вас да ви направи deepfake, да ве стави во, да речеме, некаква одмазничка порнографија, да го пушти тоа се шири за многу кратко време и буквално на едно девојче, пак дури на една жена може да и го уништи животот. И затоа велиме дека брзата реакција од институциите е многу важна. Има меѓународни документи како што е на пример Будипештанската конвенција за ова што го збориме на транснационално ниво, многу брзо да се споделуваат информации и затоа треба земјите многу да се поврзани, меѓутоа и да им се зајакнат капацитетите за да можат брзо да собираат докази и за да можат брзо да разменуваат информации. Дали е тоа случај во нашава земја? Анализата покажува дека не е, заради тоа што ние имаме двостепеност во Министерството за внатрешни работи. Едно е оделението за компјутерски криминал на централно ниво, а другото е оделенијата секторите за електронски криминал во секторите за внатрешни работи, значи во 8 региони во државата. Меѓутоа, овие сектори за електронски криминал, каде што сега најчесто почнуваат да доаѓаат жртвите, никогаш не биле обучени да работат за технолошки фасилитирано насилство. Обично тие работеле, како што спомнавте, на други форми на електронски криминал, кој што најчесто бил финансиски. И сега одеднаш ние имаме наплив на жртви кои што доаѓаат кај овие луѓе, кои што се генерално не обучени да постапуваат за тоа, воопшто немаат простории каде би ги примиле жртвите. Значи, ние буквално сме неспремни за ова што во моментов ни се случува. Сакам да го истакнам оној момент на голема волја што беше забележана кај Министерството за внатрешни работи, конкретно секторот за електронски криминал при секторот за внатрешни работи Скопје, затоа што се гледа дека овие луѓе навистина сакаат да работат, сакаат да направат промена, меѓутоа немаат човечки ресурси, немаат капацитети, немаат технолошки, немаат приспособени простории, оние би ги рекле соби за смирување или пак
соби за прием на жртви на родово базирано насилство, така што дури и самите жртви на некаков начин кога ќе дојдат да пријават, верувајте ми, и од самите простори се демотивирани тоа понатаму да го направат. Друг проблем кој што го утврдивме, кој што дојде и од самите центри за социјална работа, меѓутоа и Сдруженијата на граѓани, е дека мора да постои мултисекторска соработка, што значи дека ако една жена одлучи да пријави во Сдружение на граѓани, потоа одлучи да отиде во институција, дали таа ќе биде центар за социјални работи или министерство, тие меѓу себе мора да соработуваат. Меѓутоа првиот прием мора да се случи. Односно, ако одлучи да отиде во Центарот за социјални работи, тие мора да направат на некој начин пријава и потоа да се координираат со Министерството. Ама, во случаите на технолошки овозможено родово базирано насилство, центрите за социјална работа најчесто им викаат: ние не сме надлежни, одете директно во Министерство за внатрешни работи. И тука на некој начин ги обесхрабруваат жртвите воопшто и да отидат до Министерството за внатрешни работи, затоа што првиот контакт кога вас веќе не ви дал соодветна поддршка, често нели се случува да тие се откажат и понатаму на некој начин сами си се заштитуваат. Меѓутоа секогаш тоа е на грбот на жртвата. Тоа значи дека или го бришат профилот. Дури имавме случаи за наоди со приказни каде што девојчиња и со семејствата на некој начин се силат од едно место на друго, замислете, затоа што им е целиот кредибилитет, интегритет на овие млади девојки е нарушен. И тие одлучуваат да го напуштат местото на живење, дали тоа ќе биде друг град, понекогаш и држава. Така што тоа што се случува на интернет апсолутно влијае во нивниот реален свет и физичкиот свет станува едно небезбедно место за нив, без разлика што тоа виртуелно може би се случил самиот настан. Така што и центрите за социјална работа и самото Министерство за труд и социјална политика, односно сега нели за социјална заштита, демографија и млади, треба да направат измени во овој протокол и треба да работат на вистина на градење на меѓусекторска соработка меѓу институциите, особено внатрешни и центрите за социјална работа, за ние да можеме да кажеме дека сме сигурни дека ќе биде обезбедена заштита, односно барем првична поддршка на жртвата доколку пријави ваков тип на насилство. Да, ова што го кажете во однос на виртуелниот свет, апсолутно се согласува. Мислам дека веќе таа поделба помеѓу виртуелен и физички свет е речиси избришена, не постои. Тоа е веќе реалноста, знаеме како функционира сето тоа. Во однос на проектот, знаеме дека секој проект има своја цел која треба да ја исполни. Која би била цел на овој проектот или со што би биле задоволни на крај? Бидејќи завршува проектот, практично го затворивме сега, можам да кажам дека сме многу задоволни од соглед на тоа колку имавме средства финансиски и тоа што го спроведовме, искористивме максимум во смисла на тоа дека целта ни беше да ја направиме оваа анализа, да видиме каде сме, каде ни се јазовите, кои се потребите, кои се можностите на институциите, кои се капацитетите. Тоа го направивме и тоа ни дава првична слика за работите. Меѓутоа, во меѓувреме успеавме исто така да зајакнеме одредена група од институциите кои што веќе ги споминавме, односно Министерство за внатрешни работи од неколку града, Центри за социјална работа, јавно обвинителство, невладини организации, даватели на услуги. Имавме обука конкретно, баш сеопфатна обука, каде што зборувавме на оваа тема и каде што покрај тоа што ги посочивме основите на овој тип на насилство, се обидовме во 3 дена да ги изградиме нивните капацитети во однос на справување со овој тип на насилство. Секако дека тоа не е доволно, дека треба да биде направено на посистемски начин, меѓутоа овој проект не го дозволуваше тоа со оглед на финансиските и временските ограничувања. Меѓутоа, нешто што успеавме да направиме што би можело да даде системска основа за системско подобрување на работите е подготвивме онлайн курс за полицијата, за Министерството за внатрешни работи, кој што ги опфаќа сите овие тематики, односно курс кој што би можеле припадниците на полициските службеници да го поминат сами, самостојно, онлайн,
без да има потреба од дополнителни финансиски ресурси. Споменав исто така дека имавме студиска посета во Јужна Кореја и таа беше исто така од големо значење. За припадниците на Министерството за внатрешни работи имавме 2 обуки за обучувачи, исто така, кои што директно ни ги беа спроведени од колегите од Кореја, односно од националната полиција на Република Кореја. Тоа беа некои, пак ќе кажам, скромно почнавме со овој проект и идејата беше да отвориме врата за нешто кое што понатаму би го работеле секако не самостојно, секако во соработка со институциите кои што беа спомнати и многу ни е драго затоа што имаме отворена заложба и од Министерството за внатрешни, и од Министерството за правда, и од Министерството за социјална политика дека се заинтересирани да работат на оваа тема. Го споменавме Министерството за социјална политика, тие ќе прават сега нова стратегија за родово базирано насилство, каде што исто така ќе работиме на вклучување на овој тип на насилство во таа стратегија и се останува сега да ги имплементираме практично препораките кои што произлегоа од оваа анализа. Да, добро, сега... Ако може само да споменам дека во тек е исто така кампања посебна, која што ја спроведуваме во рамки на овој проект, некои од креативите веќе се вртеа, а во позадина и видеата кои што беа прикажани се во рамки на таа кампања. Секако кампањата има за цел да стигне до општата публика, општата популација, меѓутоа се обидовме да таргетираме и помлади жени од 12 до кај 30 години, бидејќи анализите покажуваат дека тие се најмногу засегнати од овој тип на насилство и главната цел на кампањата е не само да се подигне свеста околу овој тип на насилство, туку и да се обидеме да превенираме и да се обидеме исто така да дадеме канал, односно место каде што би можеле жртвите да го пријавуваат овој тип на насилство. Затоа во секој од видеата има практично мејл каде секој што се соочил со овој тип на насилство може да го пријави. Добро, мислам дека во однос имаме се разбира уште многу да зборуваме, но со оглед на времето мислам дека ги поминавме главните точки на проектот и на анализата. Ви благодарам за гостувањето на двете. Се надевам дека вие укажавте дека ја подигнавме свесноста кај институциите најмногу за ова, што е важно, па еве нека слушнат и граѓаните да ја подигнеме и кај нив. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.